Македонската радиотелевизија влегува во својата 81 година од востановувањето и непрекинатата радиодифузна и програмска дејност. Години во кои што заедно со нашите слушатели и нашите гледачи ги делевме убавите и помалку убавите времиња и настани. Рубриката "Наши луѓе, наши приказни" денес во целост му ја посветуваме на доајенот на македонското телевизиско новинарство, Драги Аргировски. Новинарите во македонската телевизија се калеа заедно со постариот брат со новинарите од Радио Скопје. Токму ова фотографија е од првиот светски шампионат во маратонско пливање на слатки води. Тоа беше во далечната 1962 година, август месец, на Охрид. Настапија светски имиња на маратонот. Ангеле Варналиев известуваше за Радио Скопје, Ѓорѓе Јанковиќ за Радио Белград, а јас известував за телевизија Белград и телевизија Загреб. Бев, веќе новинар на Скопската телевизија. Во таа година, кога дојдов во македонска телевизија, претходно добив прва награда за уметничка фотографија на Македонија. Значи, ја знам таа уметност. Вака бев, по зборови на наша директорка Веселинка Малинска, бев и харизматичен, како младич, како човек кој верува во вистината. И што е најбитно во сето тоа, можеше да имам фотогеничност. Една која беше многу потребна токму за таа професија. Почнав во Радио Скопје, да кажем, една младинска програма, до некои други емисии, што најмногу ме наспија во последните 7 дена и така натаму како поидовно. И така ме забележи директорката Малинска и по кумановска линија, малку да бидеме искрени, на конкурсот кога се распишал прв официјален конкурс за прием на кадри во телевизијата, кога веќе се формира, тоа беше 1960 година, што беа сите со визија, таа се правеше со визија тогаш, не беше тоа така случајно, да конкурирам. И јас конкурирав со мои 20 години студент веќе и така натаму. И ме примија во таа екипа. Од новинарите бев само јас. Беа двајца сниматели, тоа беше Благој Проличков и Димче Гечевски и технички секретар Лимона Лолева. Месец дена потоа го примија и новинарот Димче Марковски Кафе. И заедно со малата техничка екипа ја представуваме македонската телевизија веќе тогаш. Тоа беа основоположници на таа нова ера во информирањето, во јавното информирање, тоа беше телевизија веќе. И дадоа задачи да направиме први прилози, тој ден истиот. И јас правив за времето во Скопје, тој ден, за да оди на Белградска телевизија. Тоа Белградска телевизија е ствари на ерата на сите нас. Не е тоа Белградска телевизија на Белград, туку на Југословенската радиотелевизија. И Димче Марковски ја доби задачата да направи за првиот час, школски час. Јас отидов до железниčka станица, до площадот, како илустрации и направи еден
пригоден текст така према времето и го пратиме веднаш за Белград. Така почна продукцијата на македонската телевизија и де факто тие два прилога се објавија преку таа југословенска програма. Де факто тогаш се роди македонската телевизија. И имав таа среќа и задоволство да ме пратат на еден месец на специализација телевизиска во Белград. Таму Скале Битич ми беше одговорен и Мича Орлович за како да се поставува пред камера и така натаму, а Скале Битич за таа новинарска работа за телевизијата. Што телевизија треба не само збор и сликата да зборува, тоа е многу битно. Говорејќи најотворено емотивно веќе, многу битно беше што прво навлегов во тие води телевизиски и да кажеме и искрено сите новинари во телевизијата, во македонската радио, многу ми помага. И Солдатов, и Јован Павловски, они што беа во тоа време, сите, не само телевизија. Сите сакаа да ни помогнат што подобро да почне телевизијата да живее како што треба. Што таа веќе живееше на Југословенско поле во Загреб, после Белград, Лјубљана и нормално беше и Македонија да има своја програма. И со почнувањето на де факто на раѓањето на македонската телевизија, почна и голем интерес да се јавува и кај новинарите да дојдат во наши редови. Како телевизија бевме меѓу првите на Балканот, другите земји во обкружувањето нема телевизија, немаше ни Грција, ни Бугарија, ни Турција дури немаше. И бевме покрај Загреб, Лјубљана и Белград, бевме Скопје како четврта на овој простор телевизија и веќе почнавме на 31 март како еден многу ден што ми многу значи. Бев во Белград и сум автор на првиот прилог на македонски јазик, телевизиски прилог на македонски јазик. Тоа беше навистина историска работа. Така би најави, Мичо Орлович ме најави, еве го новинарот тој од телевизија Македонија, Скопје, и има прилог за како живеат младите во Македонија од пред 1 април е ден на работни акции. Најавивме изградба на еден многу значаен автопат што го градеа младите од цела Југославија и со кои 4 месеци живееше Македонија. На 13 веќе мај беше подготвена прва емисија, тоа беше балетски концерт примадоната позната Елпида Паковска и Јован Пашти. И во Белград се најавивме како овде телевизија Скопје и таму беше целата екипа, али подготвена, таа емисија беше целата подготвена тука. Ништо не се снимаше тука, се само во школо едно имаше како пушел камери се. Вајцат Камермани, режисер кој веќе беше и филмски режисер, се веќе знаеше што е тоа режија, и како денеска се сеќам, му кажуваше Леваков, Десаков, од овој ракурс, од овој ракурс. Тој тоа го кажуваше, тие го прави како да вистина, а Елпида Паковска и Пашти го играат, нормално мора да играат. Затоа и после тоа така подготвени отидовме во Белград. И во Белград на 13 мај 1961 година се имитуваше таа после дневникот во централен термин, бејќи беше гостување, уствари, на телевизија Скопје. И таму
водач на патот, тоа е водач, имаше доста луѓе, али главна беше Балинска, директор на радио. Али кој многу веќе беше и знаеше што е тоа телевизија. Знаеше се. И многу научиме од неја во почетокот што е тоа телевизија, како треба се однесуваме, да имаме таа слобода да зборуваме, да се однесуваме пред камера, слободни да кажеме она што на вистина вреди, но да го кажеш тоа што на вистина треба да го кажеш, не што ќе ти текне во тој момент, го учиш тоа. Јас одејќи на кај Белград во воз, тој, ако не су го сигурно зборел и спиејќи текстот што ќе го кажувам во Белград. Уште повеќе што македонски зборувам, многу битно. Прв пат се случува на телевизијата се зборува на македонски јазик, а го знаете, и македонскиот јазик е и билозвучен и приемлив. И што немаше тука превод на српски или на словенски, оди цела Југославија го гледа на македонски. И со тоа беше навистина една многу значена работа и на секој автор тоа му е многу мило. Уште повеќе кога заврши работа ја како препороден бев. Тоа чудо беше, што би не смеја да аплодират ништо, ми аплодира од како завршим. Заврши дневникот, ја завршив своја и само се трнав да стара како што правиме за дневникот и чекам што ќе кажат на крајот. На крајот Бичолич, ова Марковичка што беа во уредникот Николич, аплози. И тоа мене веќе беше добро, ми беше било и значеше нешто. Дека сум добар впечаток оставил. Но сакав прво да го слушам што мисли мојот уредник. Дали го кажам македонскиот збор, дали навистина го ја представам Македонија во правото светло. Шестпара година исто. 11. октомври се слави 20 години од 11. октомври, денот на постарието на македонскиот народ. Целовечерна програма на Белград оди на македонски јазик. Има разговор и тоа Будимовски, има Драгољуб Будимовски, познат новинар тогаш беше по радио. Имаше он со председател на собрание. Имаше, еве како денеска се сеќам, Прилеп град Херој, документарец и Волчја ноќ. Таа програма се одеше во цела Југославија на македонски јазик. Веќе постоеше македонска телевизија. Веќе во 40 луѓе веќе станавме во 62 година. Тогаш имавме, да кажеме, 62 година поплавата по Скопје. Ние ја снимаме, ние афирмираме дека по Скопје има поплава. И второ понатаму, што е исто многу битно пак, владата на Македонија, тоа што вика се извршен, имат прес на кој присуствувам јас и објавуваат дека поради тоа што постои телевизија, а визото на македонското радио веќе ќе се вика македонската радио и телевизија. Постои. 63 година, замислите, не спојуваат со некно филм. Го спојуваат да биде кај нас во македонската телевизија. Автоматски стануваме 130 луѓе. Сила сме веќе. Подготвени како да знаеме дека ќе дојде земјотрес. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Земјотресот ние први почнавме да објавуваме. Отидовме да работиме во Маđари, надвор, под шатори. И во такви услови, таа година исто, како почнуваше изградба солидарноста, се тоа објавувавме. Се тоа беше во нашата ризница оставено и како документ. А даваме преку белградска телевизија.
ние немаме тука своја телевизија. BBC и Рај ни дадоа репортажни коли. Тоа беше предуслов за да можеме да почнеме со телевизија. Фала Богу да не се повтори никош. Имаме во 64 година ето 6-7 преноси со те камери, со тие што ќе добивме репортажни коли, преноси од спортски натпревари за солидарноста. За 5 јуни веќе од Црни врв првпат правиме директен пренос од живо, на живо. Правиме пренос од пуштањето на Црни врв. Го изведовме тоа како што треба. Беше Ацо Алексов исто режисер. Бодле му беше, Боже Тодоровски Бодле му беше помошник. Љубомир Варленаров беше Добри Јаневски и Перо Стојановски беа тие сниматели, односно камермани. Значи, до 14 декември имаме се што беше значено во Македонија, се го снимаме. Екипи имавме за таа работа. И така да, кога дојде тој ден, Димче беше уредник на тоа првиот вестник, Бранка Станковски и Александар Ацев беа спикери, Ацо Алексов беше реализатор на со режисер и беше тоа се траеше 20 минути, а сите очекувавме како ќе заврши. Тука бе сите, мислам, ја имав подготвен прилог, ама не отиде во тој ден, бидејќи беше поголем за ОХИС, младите и ОХИС. Што значи ОХИС со млади кадри, иднината и така натаму, и тоа отиде вториот ден во вестникот. Ако не беше македонската радиотелевизија да го афирмира целата државност, македонскиот јазик, македонското писмо, македонската култура, спорт и така натаму, никој немаше да ја знае таа правата вредност на македонците. Тука после дојдоа имавме веќе набор после 2-3 години и на телевизијата македонска и на албански, на турски. Потоа во моје време пак ја станав одговорен уредник и на таа програма. Беа на влашки, ромски и српски јазик, и после бошњански. Пред тоа беше исто што е формирала дописна редакција. Па таа знаете што беше тоа? Такви екипи одевме низ цела Македонија. Почнавме со програми на градови, регионални програми. Имавме академија на кадри, академија за кадри. И во сите телевизии што се тогаш формира, се беа наши кадри. Јас ти кажам, имав 50 луѓе само во дописна редакција, беше најголема редакција. Немавме град каде што немаше наш човек. Почнав како помошник, како почетник новинар и завршив со помошник генерален директор на Македонската телевизија за програмски прашања. На крајот на краиштата 40 години да бидете низ сито и решето што викаме за да успеете од млад новинар па да дојдете до тие врвни новинарски постигања.
тежок е пат, то сепак има големо задоволство. Тема на денот во Куманово сега е како најрационално и најцелисходно да се искористат средствата од заемот за зголемувањето на запосленоста. Во Куманово ќе се соберат околу 10 милиони динари. Интересенти за нивното користење има повеќе и сега е прашање кој треба да ги добие средствата. Ако не се радуваш на туѓите среќа, не си човек. Јас се радував. Се радував на сите успеси што ги имаше нашата телевизија. Имаме телевизија да постигнете успеси на фестивали, први, да кажем, сме били како македонска телевизија. Да кажем, при тоа на светско ниво, Каша и така натаму, како да не го цениш тоа. За мене Дарко Марковиќ Мар беше генije. Онда што создаде со Каша и што ги освоиме тие навистина многу значени афирмации на Македонија. Нали гордо бев и за првиот македонски збор да го кажеш во историјата на Македонија. Тоа е прв збор македонски на телевизијата воопшто. Не е тоа само за нашата македонска телевизија. Добро кога јас вистина почнавме со редовна програма. Во таа ризница што се создаде беше Македонија. Ризница да историјата на Македонија беше во ризницата на радио телевизија Скопје. Не може целина да имаш без минато, без сегашност и без иднина. Тоа ќе имаш таа целина. И ако ја немаш таа целина, не можеш да имаш ни успеси и нема да ги цениш успесите. Гледаш ден за ден. Тоа го имаме сега. Ден за ден е опасна работа која не дава резултати. Дава моментални резултати, но немаш денови за гордење.